Со Пекевски на чело една година Берово оди само во рикверц. Со вакви обвинувања денес во јавноста излегува од локалниот огранок на ВМРО ДПМН, коментирајќи го едногодишниот мандат на Беровскиот градоначалник. Според нив, интерес на градоначалникот не било општината и граѓаните, туку фамилијата и партијата. Првата реформа беше преместување на својата сопруга од Струмица на работно место во Берово, и тоа на местото на бремена жена, за што впрочем известија и сите медиуми во државата. Поранешен градоначалник и пратеник на СДС беше унапреден на повисоко работно место, иако истиот исполнува услови за старосна пензија. Не ги забораваме и поранешните председатели на општинската организација, кандидатите за градоначалници, нивните сопруги и деца, сите без исклучок припадници на познатите СДСовски фамилии од Берово. Па по правило, најпрво нив ги сместија на добри работни места со високи примања, иако се и онака добро ситуирани. Што според ВМРО Пекевски сработил за една година мандат. Најголем реализиран проект изминатата година ви беше свеченото пуштање во употреба на 4 канти за ситно ѓубре и 1 контењер, кои патем ви беа донирани. За овој проект, кој дури и медиумски го промовиравте, ни се смееше цела Македонија, а во меѓувреме Берово се дави во ѓубре и никогаш не било толку нечисто. Кучињата скитници, буквално, го имаат окупирано градот, особено центарот, и само прашање на време е кога ќе дојде до некоја трагедија. А ветувавте решавање на овој голем проблем. Поради ова ВМРО со порака до градскиот татко. Засукај ги ракавите и фати се за работа, ама сериозно, а не само да не ги замачкува очите со што ќе направиме и што ќе направивте и направивме она, и само заради остварување на лични и партиски интереси. Оти времето бргот и поминува, а тркалото немилосрдно и забрзано се врати. Берово граби напред со чекори од 7 милји, тврди во својот едногодишен отчет градоначалникот на Берово Звонко Пекевски. Тој потенцира дека наследил празна и блокирана сметка, но и во такви услови направил многу. Се асфалтирале десетина улици во градските и приградските населби, интензивно се работело на изградба на зелен пазар во општината, обезбедена е чиста вода за пиење на Беровското езеро. Следен приоритет се изработка на капиталните и инфраструктурни проекти и изнаоѓање средства за нивна реализација. Со партиципација на средства од 1 милион денари преку Министерството за животна средина, а со кофинансирање на општина Берово од 500.000 денари, потпишан е договор за изработка на техничка документација и изградба на канализациони системи за одводување на отпадни води во населбата Мило. 242.000 денари, кои ќе бидат употребени за изработка на локална стратегија за развој на туризмот. Од Бирото за регионален развој се доделени средства во износ од 600.000 денари за реализација на проект изработка на техничка документација за изградба на колекторски систем во 3 населени места по течението на реката Брегалница. Исто така потпишан е договор за доделување на средства за изработка на основен проект за фекална канализација со пречистителна станица во село Двориште, со ревизија, еколошки елаборат и проектна инфраструктура. Вкупната вредност на проектот чини 692.200 денари, од кои Министерството за животна средина и просторно планирање ќе донира 500.000 денари, а останатите ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Берово за 2018 година. Стои во отчетот на градоначалникот на Берово Звонко Пекевски.